Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Мирот денес е голем предизвик. Тој е голем джихад за најголемо добро. Тој е вистинска победа и гаранција за идната слобода, напредок, просперитет и безбедност на наредните генерации, нашата христијанска и арапска младина, кои се иднината на нашите држави, кои навистина ја создаваат историјата на нашите држави и го носат знамето на вербата и вредностите на нашите татковини. Се истакнува во пораката да живееме заедно на патриархот на Антиохија и целиот Исток, на Александрија и Иерусалим, на Мелкитската грекокатоличка црква Григорий III, што на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог во Скопје ја пренесе архимандритот Булос Креит, пастор во Каиро. Нека Божјата милост и апостолскиот благослов се шират над учесниците на конференцијата за слободата и достоинството во Скопје, главен град на Република Македонија. Се истакнува во почетокот на пораката на патриархот Григорий III, која е составена од следниве параграфи. أولاً العيش المشترك هو مستقبل البلاد العربية. Заедничкото живење е иднината на арапските земји и е значајно и за христијаните и за муслиманите. Тоа значи да го прифатиме другиот каков што е, почитувајќи го, признавајќи го како сограѓанин со сите човекови права за сите на земјава. Христијаните се важен елемент во заедничкиот живот. Нема заеднички живот без плурализам, што значи дека нашето општество се состои од христијани во сите заедници, муслимани и евреи. Овој заеднички живот е загрозен од емиграцијата, чии најважни и најопасни причини се војните, несреќите и кризите, чија причина лежи во палестинско-израелскиот конфликт и неправдата која го следи. Резултати на произлезениот екстремизам се екстремизмот, фундаментализмот, насилството, идеологијата на тероризмот и чувството на непријателство и омраза во општеството, каде што нема еднаквост и можност за вработување. Исто така мали се шансите за учество во управувањето, парламентот, министерствата и другите услуги. Ако процесот на емигрирање продолжи, значи дека Истокот останува без својот плурализам. Ова ќе значи колапс на она што го нарекуваме да живееме заедно. Во тие услови, христијаните нема да можат да се справат со серијата насилства, кризи, војни, судири и конфликти. Она што може да им помогне на христијаните да ги одбегнат овие потешкотии и да не емигрираат се вербата и убеденоста дека останувањето во арапските држави каде е родено христијанството и каде Господ ги населил е апостолат, вокација и мисија. Оваа мисија потекнува од фактот дека Антиохиската христијанска црква тука е арапска црква од корен и по етничност. И уште повеќе таа е црква на арапите и црква на исламот и Емануелска црква, Господ со нас и во нас. Таа е и црква со другите и за другите. Другите се муслиманските граѓани во арапското општество, кое е мнозинско муслиманско, во кое христијаните се одговорни за пренесување на пораката на Евангелието, за промовирање на своите вредности во општеството, за да може црквата да биде присутна и да сведочи за општеството, да учествува и да действува заедно со него. Атмосферата која им одговара за сите овие наведени елементи, плурализам и соживот со сите придружни елементи, е атмосфера на мир во регионот, траен, целосен и цврст, која може би е гаранција за завршување на израелско-палестинскиот мировен конфликт.
Од друга страна, ако арапските земји и муслиманските граѓани навистина се залагаат за плурализмот и соживотот, доколку сметаат дека христијанското присуство е важно за регионот, христијаните треба да можат да уживаат како полноправни граѓани со сите права кои одат со тоа. Најважно е арапските држави да ги обединат своите гласови за да се дојде до цивилизирано, праведно и мирно решение за палестинската кауза. Доколку ова не се случи во блиска иднина, емиграцијата ќе расне заедно со исламистичките фундаменталистички движења, насилствата и тероризмот, а младите муслимани лесно ќе станат жртви во таа мрежа. Ова значи дека на младите арапски генерации ќе им предадеме мрачно наследство и црна иднина. Тогаш арапското општество ќе ги изгуби својата плуралистичка компонента и соживотот и, за жал, ќе се оствари пророштвото на судирот на цивилизациите, религиите и културите. Мирот е голем предизвик. За да се избегнат овие зла, повторно апелираме до арапските земји, нивните кралеви и шефови на држави. Како што апелиравме во претходните дописи за време на војната во Либан во 2006 година. Апелот произлегува од нашата љубов за нив и нашата арапска татковина и гласи: борете се за мир. Создадете мир денес, не утре. Вие сте морално одговорни за мир. Во спротивно, обвинувањата кон исламот за насилство, тероризам и убиства ќе продолжат да растат. И покрај тоа што исламот не е одговорен, но Евангелието вели: ќе ги препознаете според нивните овошја. Мирот денес е голем предизвик. Тоа е голем джихад за најголемо добро. Тоа е вистинска победа и гаранција за идна слобода, напредок, просперитет и безбедност на наредните генерации, нашата христијанска и арапска младина, кои се иднината на нашите држави, кои навистина ја создаваат историјата на нашите држави и го носи знамето на вербата и вредностите на нашите татковини. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Недостигот на услови за мир е најдобра подлога за екстремизмот и фундаментализмот. Соработката и диалогот и да се биде реалистичен се најдобриот начин да се извлечете од поднозете на екстремизмот, без разлика од која религија доаѓа – јудаизмот, христијанството или исламот. Ова меѓу другото го нагласи Зијад Албандак, министр советник во кабинетот на палестинскиот претседател Махмуд Абас, истакнувајќи дека палестинскиот мозаик е многу добар пример на плуралистичко општество и верска толеранција и оти конфликтот во неговата земја не е религиски, туку чисто политички. First of all, I thank you for the invitation for this important conference in Macedonia. Најпрвин да се заблагодарам за поканата за оваа важна конференција во Македонија. И навистина е многу важна. Големи зборови ми го привлекува вниманието на вчерашната церемонија на свеченото отворање. Слобода, достоинство, толеранција, диалог, соработка, мир, безбедност, слобода на вероисповедта и така натаму. Ако треба да им ги објасните овие зборови на своите деца, ќе трае со денови. Доаѓам од Палестина, светата земја, нечленка, окупирана држава, новопризната од Генералното собрание на Обединетите нации како држава број 194. Попрецизно, доаѓам од Витлеем, од зачетокот на христијанството. Јас сум потомок на семејство кое е сведок на раѓањето на нашиот Бог Исус Христос пред 2000 години. Нашите корени и култура се длабоко во историјата и ние не сме доселеници кои дошле од Аргентина, Полска или од Бруклин. Палестина и светата земја се извориште на 3 монотеистички религии – јудаизмот, христијанството и исламот. Ние живеевме,
верниците и обичните луѓе од овие региони во целосна соработка и коегзистенција низ целата историја. Палестинскиот мозаик е многу добар пример на плуралистичко општество и верска толеранција, не прифаќајќи ги зборовите што беа измислени од окупацијските сили во нашата земја низ историјата за политички и економски интерес. Сакам да ви дадам еден пример. Мојот татко, православен палестински христијанин, се венча со мојата мајка, либанска православна христијанка, во 1940 година и го минаа својот меден месец во куќата на еврејски палестинец во Хаифа, во еврејско село во историска Палестина. Но тоа беше пред прогласувањето на државата Израел во 1948 година. Двајцата пријатели беа разделени во 1948 година поради војната и не можеа да се сретнат се до 1968, кога Израел ја окупира мојата земја во 1967 година. Се сретнаа повторно како добри браќа и заедно плачеа најмалку 15 минути што го видов со своји очи. Јас бев на 8 годишна возраст во тоа време. Друг пример за тоа како ние палестинците ги почитуваме сите верници. Во Витлеем, мојот град, се наоѓа гробот на Рахела, мајката на евреите. Ние палестинците, муслимани и христијани, го штитиме ова свето место за евреите повеќе од 3000 години. Конфликтот во мојата земја не е религиски, туку чисто политички. Меѓународната заедница мора да истрае на практиката на политика на немање двојни стандарди, како што беше сторено, например, со Косово, Иран, Авганистан. Заради доброто на идните израелски и палестински генерации, нашите деца, оваа сурова окупација мора да заврши. Имплементирањето мир во светата земја е клучно за меѓународниот мир и за меѓународната коегзистенција и соработка. Палестинците мора да добијат независност на земјата што Израел ја окупира во војната во 1967. Ние сме подготвени на преговори во согласност со резолуциите на Обединетите нации. Нашите деца мора да имаат можност да се молат и да ја практикуваат својата верска слобода, зашто Александар Велики пред 2300 години издаде и декрет, и да можат да одат да пливаат во морето без дозвола од израелски службеник, без да бидат одбиени. Недостигот за услови за мир е најдобра подлога за екстремизмот и фундаментализмот. Соработката и диалогот и да се биде реалистичен се најдобар начин да се извлечете од поднозете на екстремизмот, без разлика од која религија доаѓа, јудаизмот, христијанството или исламот. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Има луѓе од друга вера кои живеат во нашето соседство, но ние се преправаме дека тие не постојат, што нема никаква логика. Тоа нема да не збогати на никој начин. Затоа ова е битка за подобро човештво, за вистинска коегзистенција, за вистински мир, да се биде заедно. Тогаш можеме на вистина да ги надминеме сите предрасуди, сите конфликти. Истакна меѓу другото Катерина Декановска, член на председателството и на Централниот комитет на Конференцијата на Европските цркви од Прага, нагласувајќи дека треба да трагаме по врските што не поврзуваат, бидејќи ние сме само луѓе, без разлика на која вера и припаѓаме. I'm representing here the Conference of European Churches, which is the largest European ecumenical group. Тука ја представувам конференцијата на Европските цркви, која е најголемата европска екуменска христијанска група.
Но едно од постојаните главни прашања со кои се занимаваме е меѓуверскиот диалог, не само екуменскиот диалог. Низ историјата на конференцијата на Европските цркви доста добро соработувавме со муслиманите во Европа. Постојат многу документи и резултати од консултации кои главно завршија во минатата деценија. И сега се наоѓаме во точката во која се прашуваме што понатаму, како ќе продолжиме. Во моментов ние подготвуваме ад-хок соработка. Според потребите и како што чувме овде неколку пати, посебно во односите меѓу христијанството и исламот, овде во Европа, се уште има многу отворени прашања што треба да бидат решени. Во минатата недела имав можност да учествувам на Кирхентаг, односно на црковниот ден во Хамбург, и за мене лично тоа беше чудесно искуство како опкружувањето во градот Хамбург ги принудува луѓето да бидат заедно, да седат на една маса, да се молат заедно. Дури имаше и заедничка христијанско-муслиманска молитва. Тоа е нешто што навистина ретко се гледа во Европа. Бидејќи ова окружување на интензивен плурализам бргу се шири не само низ Европа, туку и низ целиот свет, тоа е шанса за нас да продолжиме понатаму, да ја покажеме нашата човечност и да не останеме изолирани во своите групи, туку да речеме да, ова е реалноста. Има луѓе од друга вера кои живеат во нашето соседство, но ние се преправаме дека тие не постојат, што нема никаква логика. Тоа нема да не збогати на никој начин. Така, ова е битка за подобро човештво, за вистинска коегзистенција, за вистински мир, да се биде заедно, да се зборува за работи кои се во центарот на нашите животи, за тоа што ни е заедничко, за тоа што не ни е заедничко, но што е тоа што ни е интересно. Тогаш можеме навистина да ги надминеме сите предрасуди, сите конфликти. И тоа што овде беше речено, многу пати, сликата што ја имаме во нашите глави, кои всушност немаат реална основа, сликата што ние сме ја создале врз основа на некои вести или слики што сме ги виделе, дури не ниту во нашата земја, и тоа е пристапот до кој ќе се држиме. Само со средби со другите можеме да го разбереме тоа. Во моментов, тоа не е задача само на конференцијата на Европските цркви, туку за секој од нас. Бидејќи не станува збор само за христијани и муслимани, туку има толку многу групи кои живеат меѓу нас. Во Чешката република, од каде што доаѓам, во моментов почнавме меѓуверски диалог и со Универзалната федерација за мир, која не беше представена во земјата откако тие дојдоа во земјата во изминатите децении, така што ние, како чеси, сме на самиот почеток на процесот. Јас сум многу благодарна што можам да бидам тука лично, бидејќи можам да учам и можам да однесам дома како да го направиме тоа, на што да се фокусираме, кои се принципите на споделувањето. И мислам дека не само во Европа, туку и во целиот свет, навистина треба да трагаме по врските што не поврзуваат, бидејќи ние сме само луѓе, без разлика на која вера и припаѓаме. Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Ние сме овде за да се обединиме и да научиме едни од други, да видиме во што веруваме, да ја почувствуваме вашата љубов и да ја споделиме и да дозволиме да расте. Истакна Клементина Василева, представник на црквата на Исус Христос на светиите на подоснежните дни, попозната како Мормонска црква. Повеќе од 10 години мисионери, доброволци и хуманитарци на нашава црква работат во Македонија. Тие, вели таа, ги оставаат своите семејства и по 2 години за да им помогнат на луѓето кои имаат потреба од помош, исто како што Исус би го направил тоа. We, as the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we believe that we are all children of God, a God that loves and knows each of us.
Ние, како црква на Исус Христос, на светиите на подоцнежните дни, веруваме дека сите сме деца на Бог, кој не сака сите и не познава сите. Ние сите веруваме дека сме дел на едно вечно семејство и дека Бог е наш татко, а ние негови деца. Врз основа на овие сознанија настојуваме да ги одржуваме во живот вечните перспективи, дека одлуките кои ги донесуваме овде, на земјата, навистина можат да имаат долготрajни последици, не само додека сме живи, туку и потоа. Исус Христос ни даде еден прекрасен пример. Се обидуваме да го следиме и да го сакаме нашиот сосед. Според Јован, нова заповед ви издавам дека треба да се сакате едни со други, како што јас ве сакам вас. Така ќе знаат сите дека сте мои ученици. Ние служиме во оваа црква и сме овде да се обединиме и да научиме едни од други, да видиме во што веруваме, да ја почувствуваме вашата љубов и да ја споделиме и да дозволиме да расте. Како што пророкот Морони не научи во книгата на Мормоните: мој сакан брат, ако ти немаш милосрдие, ти немаш ништо. Затоа живеј со милосрдие, кој е еден од најголемите подароци од Бога. Но милостивоста е чиста Божја љубов, бидејќи на последниот ден, тој што е милостив, ќе го добие истото. Затоа, мои сакани браќа, молете му се на Бога, со сета енергија во срцето. Така ќе бидете исполнети со неговата љубов, која тој им ја има дадено на сите кои се вистински следбеници на неговиот син Исус Христос. Тие ќе станат синови Божји. Кога тој ќе се појави, ние ќе бидеме како него и ќе го гледаме како тој што не гледа нас. И ние ќе станеме чисти како што и тој. Амин. Се во ова подразбира дека ја имаме слободата на избор и почит еден кон друг, без оглед на личните погледи, што ни го гарантира правото да се развиваме слободно по неговата волја. Затоа нам ни е важно да им помагаме на другите токму онака како што Исус би го направил тоа. Повеќе од 10 години мисионерите, доброволци и хуманитарци од црквата на Исус Христос на светиите на подоцнежните дни работат во Македонија. Тие ги оставаат своите семејства и по 2 години за да им помогнат на луѓето кои имаат потреба од помош, исто како што Исус би направил. Токму сега, сестрите Андерсон служат во хуманитарните мисии овде во Македонија. Проектите се финансирани од донации на членови од сите страни на светот. Мисионерите не работат за пари. Тие се тука за да ја следат пораката на Спасителот, да се сакаме едни со други, низ помагање на тие на кои помошта им е неопходна. Нова заповед ви издавам дека треба да се сакате едни со други како што јас ве сакам вас. Така ќе знаат сите дека сте мои ученици. Би сакала да го подкрепам моето излагање со фактот дека знам од изборовите на Исус Христос се вистина, дека сите луѓе ќе знаат дека сме негови ученици ако се сакаме еден со друг. Уште еднаш се заблагодарувам и сакам да изразам мојата љубов кон сите вас и навистина можам да ја почувствувам вашата духовност овде. Имав можност да се запознаам со сите и да ја видам во вашите очи вашата чиста желба да се помогне на оние на кои треба да им се помогне. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје.
Немојте на согледувањето на улогата на верата и на аксиолошкиот модел на Бог во современото општество беше основната тема на излагањето на шефот на катедрата за историја на уметноста на Филозофскиот факултет во Косовска Митровица, професор Радмило Петрович. Според него, со ампутирањето на улогата на црквата и на Бог од граѓанското општество, човековата бестијалност е доведена до совршенство, а човекот, живеејќи без Бог, човечност и убавина, стана само робот за индустријско производство. Već početkom 20. veka pragmatizam je kao filozofija razvijenog industrijskog društva potisnuo ulogu Boga i čoveka odbacivši ulogu Boga kao forme etičke dispozicije. Веќе во почетокот на 20. век, прагматизмот како филозофија на развиеното индустријско општество ја потисна улогата на Бог и на човекот, отфрлајќи ја улогата на Бог како форма на етичка диспозиција, а човекот го одведе во сферата не само на алиенација од општеството, туку и во просторите на абсурдност без присуство на Бог, како етички модел на совршено добро, кој постоел од најраните денови на човековото постоење. Кога индустријското општество конечно го ампутира постоењето на Бог како аксиолошки модел, тогаш внатре во општеството беше лесно без Бог. Не само да се симулира идеален модел на некое имагинарно општество, туку светот да има можност да отиде во хаосот на тоталитарноста, фашизмот и комунизмот. Конечниот глогов колец, кој го уништи аксиолошкиот модел за постоење на Бог, се случи во Првата и во Втората светска војна, чии последици направија конечно да се неутрализира улогата на црквата како арбитер на доброто и злото и воопшто да се минимизира потребата за постоење на Бог, што доведе до ескалација на глобалното уништување на човештвото, кога во текот на тие војни физички беа уништени повеќе милиони луѓе. Во тој поствоен момент, улогата на Бог и на неговиот аксиолошки модел конечно за секогаш го загуби местото на своето постоење. Тогаш, зар во 21. век е потребно да се говори за улогата на црквата во државата и во нашата политичка стварност, за местото и улогата на црквата во демократијата воопшто, за каква било демократизација на црквата, кога црквата беше сведена по својата функционалност на бедна улога на еколошка невладина организација, во која незината улога се сведува на чистењето на ѓубрето и на рециклажа на потрошените човечки морални вредности. Прагматичноста на капиталистичкото индустријско производство ја сведе улогата на црквата само во саботната утринска миса, одбележувањето на крстењето на децата, место во свадбениот чин и сервис за оплакување на покојникот. Со ампутирањето на улогата на црквата и на Бог од граѓанското општество, човековата бестијалност е доведена до совршенство. Зар за тоа и не е доволен доказот за безпричинската смрт на милиони луѓе во 20. век? Живејќи без Бог, човечност и убавина, човекот стана само робот за индустријско производство. Така оштетениот човек остана без можност да ги признае и да ги поправи своите собствени грешки и без легалитет да ја проектира својата собствена хуманост. Човекот конечно стана само експонент на омраза, но за жал, таа омраза во современото општество е исклучиво модел на некоја симулирана стварност во која човештвото денес живее, без вистинско чувство на страдање за болката на другите луѓе, без желба за човечко сочувство и воопшто без потреба човекот да екзистира како аксиолошки модел на човечност, каков што беше во последните 5000 години. Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Како што идеалот на лично ниво се здравието и среќата, така колективниот идеал, идеалот на различните култури, треба да биде градење толерантно општество преку креирање позитивна слика за другиот.
Широката прифатеност на оваа идеја, не само на институционално, туку уште повеќе на индивидуално ниво, ќе придонесе за надминување на границите за различноста и ќе ги обезбеди обстанокот и стабилноста на општеството. Токму кон овие вредности треба да се упатат сите молитви, зашто тие ќе ги обезбедат динамиката и перспективата на мултикултурниот и мултирелигискиот живот во Македонија. Ова меѓу другото го истакна Драгица Поповска од Институтот за национална историја во Скопје, нагласувајќи дека со различностите може се живее и во хармонија, доколку имаме заедничка цел, заеднички идеал. Главна карактеристика на поголемиот број современи општества е испреплетеноста на верските, етничките и воопшто културните различности. Ваквата испреплетеност е карактеристична и за Република Македонија. Историските податоци и материјалните остатоци сведочат за културите кои на овој простор екзистирале. Богатото и разновидно религиско наследство што го чинат бројните цркви и манастири, џамиите, синагогите, дервишките текиња и многу други светости кои ја креираат културната картографија на нашата земја. Тие се сведоштво за некогашното, но и за денешното живење на религиозно различните заедници едни покрај други. Тоа во никој случај не значи дека различните култури и религии се укинуваат, дека меѓусебно се претопуваат. Напротив, сопствената култура се поврзува со почитта кон другата, различната. Да се биде поинаков, различен, друг, подразбира релација која истовремено означува идентитет, но и диференцијација. Во зависност од вредностите на кои се темели една верска заедница или вредностите кои поединецот ги споделува како дел од неа, таа заедница, односно поединец, ја формира сликата за себе и за другите. Нашата перцепција кон религиски другиот е факторот кој одредува како ние ќе се однесуваме кон него. Овој однос секако дека е историски условен и оптеретен со многу фактори, но спремноста за меѓусебно подобро запознавање и ангажирањето на поединецот и заедницата воопшто кон создавање на позитивна слика за религиски и етнички различниот е можеби најбитен фактор во градењето на толерантното општество. За таа цел е неминовно потребно меѓусебното приближување на религиски различните, кое најдобро се остварува преку нивните сличности. Иако луѓето ја изразуваат сопствената различност во однос на другите зависно од културните одредници и личните религиозни убедувања, сепак сите тие имаат потреби и желби кои се споделени вредности независно од културната, односно религиозната припадност. На индивидуално ниво тоа се желбите за здравје, среќа и успех. За остварување на овие желби, вообичаено поединците се упатуваат кон така наречените свети места, на кои само накратко ќе се осврнам поради начинот на кој тие ги спојуваат различните етнички и религиозни заедници и општествени слоеви. Станува збор за веќе споменатите цркви, текиња, камени крстови, свети води кои представуваат репрезенти на повеќе култури на различни религиозности. Тука не мислам само на нивната надворешност како манифестација на одредена култура, односно религија, туку на едно од најсуштинските сегменти во доменот на културата, системите на мислење и однесување, како едни од најзначајните показатели на културните карактеристики воопшто. Имено, овие градби се места во кои различните култури депонираат и пребаруваат информации настанати од искуството на живењето на овој простор, начинот на нивна перцепција, употреба и слично. Бројните теренски информации со кои располагам потврдуваат дека сите овие светости се посетуваат не само од верниците кон кои тие градби, да речеме, припаѓаат, туку и од верниците на останатите религии, од припадниците на различните етнички заедници и општествени слоеви. Со еден збор, овие свети места ги извлекуваат луѓето од вообичаеното опкружување и ги спојуваат поединците во единство, благодарение на некаква заедничка цел, која е содржана во термините плодност, здравје и исцелување. Иако понекогаш спротивни на вообичаените институционални религиски норми и идеи, овие места поседуваат способност да абсорбираат и да одржат мноштво на религиозни дискурси
и да им го понудат на различните култури она што го бараат тие. Тоа се места каде посетителите ги ставаат своите надежи, ги упатуваат своите молби и желби. Овде воопшто не станува збор за адаптација на различните култури, бидејќи она што доминира е плуралноста на гледиштата во однос на перцепцијата на овие места од страна на различните посетители, а не хомогеноста. Ова недвосмислено зборува како молитвата и потребата за среќа, здравје придонесуваат за создавање единство во различност. Иако се молиме на различни начини, во молитвата кон Бог сите се еднакви. Цитирам: Господ е еден е таткото, Господ нас не дели, народот е тој што се дели. Одговори еден од моите информатори на поставеното прашање зошто посетува религиозен објект различен од оној кој е негова религиска определба. Ова изјава може да се каже дека ги сублимира речиси идентичните мислења на повеќето соговорници по однос на ова прашање. Токму тука можеме да ја бараме можноста за приближување на различните култури и религии. Станува јасно дека со различностите може да се живее и во хармонија, доколку имаме заедничка цел, заеднички идеал. Како што идеалот на лично ниво е здравјето и среќата, така колективниот идеал, идеалот на различните култури, треба да биде градење на толерантно општество, преку креирање на позитивна слика за другиот. Широката прифатеност на оваа идеја, не само на институционално, туку уште повеќе на индивидуално ниво, ќе придонесе за надминување на границите на различноста и ќе го обезбеди опстанокот и стабилноста на општеството. Токму кон овие вредности треба да се упатат сите молитви, зашто тие ќе обезбедат динамиката и перспективата на мултикултурниот и мултирелигискиот живот во Македонија. Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Поранешниот заменик директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи и еден од организаторите на трите светски меѓурелигиски и меѓуверски конференции, одржани во нашава земја, Антон се речи, уверен дека Скопската конференција во целост ги оправда очекувањата и покрени учеството на представниците на Исламската верска заедница во Република Македонија. Мора да знаеме дека вакви конференции има уште неколку во светот, но нашава конференција, истакна се речи за Македонското радио Радио Скопје, зазема високо место во хиерархијата на светските меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски средби, но она што ни недостига е да ги афирмираме нашите вредности кои ги поседуваме. Македонија, како земја на мултикултурна, мултиконфесионална заедница, уште еднаш докажа дека во светот една ваква толеранција и меѓусобно разбирање е голем проблем и недостаток. Како што рековте, на првата конференција која што одржавме во Европскиот Јерусалим, во Охрид, не случајно и таму се определивме тоа за почетокот, бидејќи наистина уште се свежи сеќавањето од таа конференција, каде што зема учество огромен број од сите континенти, мора да кажам, духовни представници и интелектуалци, така да уште од тој момент знаевме дека оваа конференција, која што е веќе традиционална, по трети пат, како што рековме, се одржува овој пат во Скопје, ни даде за право да веруваме дека ќе успееме во нашата намера и цел да можеме да воспоставиме еден взаемен диалог меѓу цивилизациите и религиите. Што се однесува до самата конференција, може да слободно да кажеме дека во потполност ги оправда очекувањата со оглед на тоа дека и претходните две беа и оценети во рамките на светската јавност како мощна, успешна и надеж за човештвото.
може би претенциозно ова што го кажам, но верувате дека тоа е така, бидејќи имаше и на оваа конференција веќе учесници кои што и беа на претходните дел, всушност и така и е направен и управниот одбор што е на конференцијата. Мора да го кажам тоа, иако е навистина многу тешко ми е тоа да го спомнам, за жал и овој пат имаме, како да кажам, не бойкотирање само, него едноставно и девалвација на самата конференција, макар тоа не се случи, но сепак тенденциите такви бе од страна на Исламската верска заедница во Македонија, која што и на претходната конференција се закануваше со исто така свое неучество, од ним само разбирливи причини. Овој пат мислам дека само нанесоа штета на муслиманите во Република Македонија, бидејќи они се представници на таа заедница, а повеќето, барем јас што сум имал контакти со нив, сите ја осудувате на ваква постапка на Исламската верска заедница. Да се надеваме дека и они ќе извлечат една поука од ова, бидејќи како што видовме и како што сите кажавме, конференцијата беше повеќе од успешна. Мора да знаеме дека вакви конференции има уште неколку во светот, но нашава конференција од Македонија зазеде едно високо место во таа хиерархија на одржување на светски средби, така да на мнение сум дека нам ни недостасува како земја да афирмираме нашите вредности кои што апсолутно ги имаме и ги имаме наследено со векови. Не е декларативно тоа само дека имаме меѓу религиски соживот, тоа го имаме кажано и докажано и напишано и видено и слушнато, како во Македонија од дамнешни времиња тој соживот постои и само треба ние тоа да го афирмираме. Мислам дека ова е вистинскиот пат за да Македонија прикажеме онака како што е. Бидејќи, знаете, постојат стереотипи каде што се говори за поделеност на две религии во Република Македонија, а тие две религии навистина постојат, но тој соживот, тој низ векови е докажен и покој сега е ова, значи, една шанса преку доаѓањето на тие представници од сите континенти на светот, да се запознаат со Македонија како земја прво, а потоа и на дело да видат тој соживот кој што навистина е повеќе од добар според мене, бидејќи јас истото тоа го имам доживеано, бидејќи овде сум роден, а кој што знаете, јас сум од друга вероисповест, од католик сум, но верувате, никогаш на таа верска основа нити сум имал проблем, нити па се надевам дека ќе имаме проблем, и токму тоа треба да го афирмираме и да го кажеме во светот. Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, која беше посветена на слободата и достоинството како основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи, и покрај тоа што на неа не присуствуваа представници на втората по големина верска конфесија во Република Македонија, Исламската верска заедница, како и претходните две, одржани во Охрид во 2007 и во 2010 година, е уште една потврда дека Република Македонија се повеќе прераснува во светски духовен центар, токму за диалог и толеранција меѓу верските конфесии, култури, цивилизации и народи. И покрај тоа што беше одржана во Скопје, таа силно го афирмира охридскиот дух на диалог, толеранција, соживот, меѓусебно почитување и уважување меѓу разните верски конфесии и религиозни групи, култури и народи, и покажа дека токму овие универзални вредности стануваат насушна потреба и единствена можна алтернатива на се поизразената верска, национална и друга нетолерантност и исклучивост со кои се повеќе се соочува современата цивилизација на почетокот на третиот милениум. Скопската конференција во целост ги исполни целите што беа поставени пред незиното одржување. Таа беше повеќе од успешна промоција на религијата и на културата како фактори на мирот, покажувајќи дека почитувањето на верските права и културната разноликост се темел на мирот и на просперитетот во светот
и дека тие треба да се сметаат како богатство и предност, а не како извор на нетрпеливост и конфликти. Зашто различните културни и религиски традиции имаат голем креативен потенцијал и се средство за заедно разбирање и почитување, а остварувањето и негувањето на културните и на религиските права и нееднаквоста на националните и етничките групи во секоја земја се гаранција за стабилност и одржлив развој на секое општество. Конференцијата исто така ги потенцира улогата и важноста на слободата и достоинството како универзални човекови права и основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи и ја потврди и афирмира вистината дека слободата и достоинството на луѓето, без разлика на нивната национална, културна, религиозна и социјална припадност, се права кои треба да се почитуваат и негуваат. Таа исто така ги потенцира важност и улогата на медиумите и на младите во промовирањето на меѓурелигискиот и меѓукултурниот диалог, при што беше нагласено дека обновувањето на заемната доверба, воспоставувањето на меѓурелигискиот и меѓуцивилизацијскиот диалог треба да помогне светот да се ослободи од предрасудите и заблудите од минатото. Впрочем, врз сето ова се темели и декларацијата, која едногласно беше усвоена на крајот на Скопскиот самит и со која учесниците упатија апел за зголемена интеракција и партнерство меѓу владите и верските заедници во решавање на насилството и сите форми на терор, како и посветена работа за мир, развој и човечко достоинство. Во неа се нагласува дека почитувањето на заедничкото наследство, културната разновидност и достоинството на секој поединец се темелни вредности на меѓукултурниот диалог кои не овозможуваат да ги спречиме етничките, верските и културните поделби и се изразува на тамошна посветеност на промовирањето на меѓуверскиот и меѓукултурниот диалог. Сега престои период во кој она што беше кажано и прифатено во Скопје да биде спроведено во практика, односно сите учесници на овој своевиден светски духовен самит да се потрудат во своите средини со уште поголем елан и ангажман, зборовите и декларацијата да ги претворат во дела. И по 3 години на 4-та светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог во 2016 во Македонија, гордо да кажат дека светот станал подобро место за живење отколку пред 3-та конференција. Ова беше шестиот и последен дел од специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи, посветена на 3-та светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Аудиодизајн Бесим Кека, автори на емисијата Свето Стаменов и Искра Чоловиќ.